Полска стана политичко бојно поле откако новоизбраната влада действуваше брзо за да го смени претходното раководство од клучните институции, да ја врати контролата врз јавните медиуми и да ги ревидира промените во правосудниот систем, во она што беше извор на несогласување меѓу Полска и Европската унија. Сега, опозиционата партија Право и правда или ПИС, која владееше со Полска 8 години, се повлекува против промените со нарушување на работата во парламентот и организирање протести по улиците. Минатата недела, поддржувачите на опозицијата маршираа до кабинетот на премиерот, охрабрени од нивниот лидер Јарослав Качински. Ако треба да победиме и да ја смениме ова влада, треба да се искористи моментот со гласачкото ливче. Но сменете ги на начин да не се вратат, затоа што ова не е влада на интересите на Полска. Поранешниот претседател на Европската комисија Доналд Туск ја предводеше централно десничарската коалиција која стави крај на владењето на партијата на правото и правдата со победа на изборите во октомври минатата година, победувајќи со ветувања за враќање на владењето на правото и демократските институции. Туск, сега премиер на Полска, вети дека ќе го промени правецот на нацијата, ќе ги врати граѓанските права, ќе зајакне економијата и ќе ги поправи односите меѓу Варшава и Европската унија. Александра Карасинска, главниот уредник на Forbes во Полска, вели дека членовите на старата гарнитура не сакаат да се откажат од контролата. Имавме 8 години многу десничарска, конзервативна, националистичка влада, а старата елита е изненадена од резултатот на изборите. Значи тие не се подготвени да се откажат од власта. Но ова е демократија. Имаме нова влада, тие имаат мнозинство во парламентот и се разбира ќе владеат, отстранувајќи ја целосно старата власт. Целта на новата опозиција е да ги прекине собраниските седници, да го оневозможи собранието да го донесе буџетот, изјави Михал Бронатиовски, главен уредник на Политико во Полска. Ако тоа се случи, и ако само мислам дека тоа е многу малку веројатно, претседателот ќе има уставно право да го распушти парламентот и да распише нови избори. Експертот Јацек Кучарчик верува дека распишувањето нови избори би било голема грешка за Дуда и неговите следбеници. Ситуацијата изгледа несигурно, но мислам дека опозицијата која се обидува да ја дестабилизира состојбата има многу мали шанси да успее. Ако се предпостави дека парламентот ќе се распушти и се одржат нови избори, шансите на тие предвремени избори да победи партијата на правото и правдата се многу мали. Тоа би било голема грешка на претседателот. Полското општество е длабоко поделено, а сегашната криза се смета за тест за неговиот демократски систем во западен стил, во време кога популизмот е во пораз ширум Европа.